Здраво, господине Амити. Ми е задоволство што ја прифативте поканата да бидете дел од дискусијата институција на можните иднини, што која се случува на 12 декември овде, во Дат Пашиниот тамо. Првото прашање мое е кон вас како член на управниот одбор изминативе 6 години во Националната галерија на Македонија. Можете да ми кажете како ја разгледувавте колекцијата, кој е вашиот став како управен одбор изминативе години и што се случува моментално со колекцијата на оваа институција? Беше особено задоволство да бидам член на управниот одбор. Иначе националните галерии или National Gallery, што се викаат на англиски, се врвот на културни институции на државата. Значи прво кога ќе дојде турист или познат државник од некоја држава ќе дојде да посетат Националната галерија, пошто тука е врвот на се што е култура и уметност, всушност се што е историја. За жал, моето искуство во управниот одбор повеќе беше акутни проблеми, значи со проектите, неплатени долгови, целите расправи беа повеќе околу овие секојдневни проблеми што го носеше со себе оваа институција. За жал, државата нема многу внимание околу колекцијата. Не е битно колку, не е толку битно, не е толку битно колку што имаш, но колку ги чуваш тие вредности. Пошто ние имаме дела кои се постари од 100 години, 2 века. Мора да оваа институција ги исполнува тие услови за очувување на тие дела. За жал, нашата институција ги нема тие адекватни технолошки, технички можности за чување на делата. Теповата се, како што знаете, ние секогаш имаме проблеми ако врне дожд. Не дај Боже, нешто повеќе од ќе ни се изгубат сите овие историски вредности. Значи, за жал, државата не се грижи толку, пошто и институцијата ја повеќе мислам дека не е само желба. Значи, оваа институција треба да се грижи Министерство за култура. Значи, има свој стопан. Треба стварно да се грижи за колекцијата. Македонија, ако нешто може да се пофали, тоа е од ликовната уметност. Со сите уметности, ова не е некој, да кажеме, навиваме за наша професија, туку всушност нашите ликовни уметници, тоа е тоа што ни го увековуваше во овој простор културен. Уште еднаш ќе напоменам дека малку сме зборувале за колекциите, повеќе сме зборувале за проблемите, за одржување на тие веќе што ги имаме. Секоја година се откупува по некое дело. Тоа обично не се прави систематски, туку се прави од познати наши колеги, професори. Значи не се прави колекцијата со определен концепт од тие дела кои ни фалат. Туку едноставно кој кого го познава или и тоа не е лошо. Значи не е откупено ниедно дело што не е вредно. Еден обид имаше Министерство за култура, тоа што беше проект на откупување на слики. И тука има мајкање, велиме. Значи не се одеше стручно, значи од кој период, од кој правец ни фали, од денешните современи уметници кои се значени, стварно значени, не само тие кои имаат врски со определени политички партии, со определени луѓе од Министерство за култура. Значи мора да имаме реална и чиста слика околу тоа што е ликовна вредност. За жал, и кустосите се впуштени во тие групови, кланови, кој кого повише го преферира. Значи, за жал, имаме и ово призлегува дека имаме и објективни и субјективни причини за создавање на таа колекција. Сепак и со такви напори се прави некој обид да имаме добра колекција. Ја мислам дека галеријата треба да има повеќе независност, значи повеќе да има стручност, повеќе да се вработуваат стручни лица. Да не биде дека двајца-тројца работат повеќе од 10 други души. Треба и повеќе да се платат кустосите, повеќе треба да се, значи, мора да имате една поддршка од Министерството за грижа на тоа што е ликовна вредност. Значи, колекцијата да се ствара со нормален, природен, професионален тек. Никако овој што претходно што од моје искуство, значи, ќе мораш да си дел од некој клан, ќе мора да си дел од нешто. Ако го познавам министерот, бордот, пример, често пати моето искуство е дека оној кој е председател на управен одбор или ќе е под влијание на нешто, Значи, ја често пати ми сум рекол, дали некој размислува за оваа институција? Во смисол на стварно за институцијата. Ние секој состанок што сме повеќе од состаноците сме ги потрошили на банални
проблеми. Нема платено струја, нема платено каталози. Имало случаеви кога и институцијата немало струја, значи е прекинато снабдувањето со струја поради неплаќањето, а тоа трпи и колекцијата. Значи климатските услови да не се променуваат, значи ако е топло значи ние немаме таков депор кај ќе се одржи константна температура. Не сме, ако имаме разлика помеѓу 40 степени за една година, сликата нормално дека ќе се уништи. Мора константна температура, тоа случајци знаат колку е тоа, тој ниво, мора тоа константно да се одржува така. За жал далеко сме од тоа. Имаме шифт аман пример каде ќе прокишњава, значи тешко тука може да изложуваш за колку беше голем напор, значи мораше некој друг да инвестира за ова последната изложба на нашиот голем сликар Петар Мазер. Не е лошо да Министерство за култура учествува или да ги мотивира богатите фирми да инвестират. Во светот обично галериите се држат од познатите музеи, од донации од разни богати луѓе кои своето богатство сакаат да го делат за доброто на општеството. Значи тука мора да се мотивира и со таква инфраструктура ние можеме после да зборуваме дека имаме добра колекција, дека колекцијата ќе се одржи, пак ќе се врати на почетокот. Не е битно колку имаш, него битно како ги сочуваш тие вредности. Многу важно. Спомнавте, значи, еден диапазон на проблеми од субјективни и објективни проблеми со кои се соочува. Да, вашето искуство. Но и вашето друго искуство, односно што е ваша примарна дејност. Вие сте академски сликар со долгогодишно искуство. Што значи за еден уметник, ви конкретно кога зборуваме воопшто за вашите колеги или за уметниците од филата, што значи да се биде дел од една ваква колекција? Прекрасно. Значи, секој уметник сака да остави трагови на своето постоење, во смисол на уметнички, во смисол на интелектуален, а пред се да остави нешто. Уметниците се луѓе кои дават, не се уметници кои земат. Многу познати наши уметници сакат делата да ги поклонат на државата, на институциите. Но за жал пак ќе значи немаме такви адекватни услови за тие дела бидат сочувани, да бидат дел од историјата. Како уметник тоа е сон, значи во смисол на презентација, во смисол на давање на не велиме трагови на постоењето, тоа е преку ликовното дело. А пред се уметникот мора сам да се реализира во неговото творештво, кога ќе успее да остави трагови, тогаш нормално аналогно што се вели ако си бил познат уметник да твоето дело остане во некоја државна институција. Ја имам едно дело тука, мислам 2 дела се тука и морам да ви кажам дека е особено задоволство, дека сепак моето постоење е оправдано со постоењето на моето творештво во оваа позната институција. Значи, зборувавме се за проблемите од технички карактер со кои што се соочува институција, значи немање на соодветно депо каде што би се чувала збирката која што е веќе постоечка, но доколку ви зборувале во една хипотетичка ситуација дека сето тоа функционира добро, кои автори мислат дека недостасуваат во оваа национална колекција? Ја мислам треба уште еднаш да прават истражување во османскиот период, значи тој дел како ликовната уметност не се само амамите, џамиите или шаната џамија, значи имаме и многу други трагови кои треба да се изражуваат. Имаме доста од византискиот период, значи пошто имаме доста манастири кои се сочувани, што можеме од тоа да црпиме нешто, тоа мора да се сочува. Од сликарството, значи тој период под српско што велиме, значи и фали и периодот на после војната, значи 45-та имаме тука овие нашите, значи имаме од секој период по нешто, најрочно што недостасува. Во последните години значи не сме имале пред ова што претходното министерство објавуваше конкурс за откуп, што беше прекрасно, ја мислам како иницијатива беше, но и тука имаше доста слабост, значи се откупува и многу дела што не би требало да се откупуваат, али ете, се надевам дека министерството ќе најде друг начин сега да стварно вредностите. Не се тие кои некој ќе протежира, него се зема во светот се зема кој пишувал за уметникот, каде изложувал, значи има неколку делата ставки со кои се потврдува некоја вредност, пошто оставил трагови во тој време, во тој простор, во тие институции. Значи нема да се исполнува само желби на уметникот кои сака да остане тука, стварно да се земат уметници кои се оставили трагови.
Ни фали значи периодот од 80-те до сега. До сега ни фали тој период, малку помасовен, значи сме имали една генерација од почетокот на факултетот за ликовни уметности во Скопје, значи многу касно се отвори. Да. Значи ни фали таа школа. Што е таа школа за ликовната уметност? Да. Скопје, значи тој период ни фали и ни фала дела од врвни светски уметници. Значи тоа претhodно што зборував. Да. Се вложија милиарди за жал лоши скулптури. Да. Државата тргна тогаш кон погрешна насока, дипломатски спор сакавме да го решиме со скулптури. Значи, скулптурата, уметноста се уметноста, дипломатскиот спор се грците се дипломатски спор. Значи тие средства да се откупува некој дел од познат светски уметник. Македонија ќе беше сега во центарот на ќе беше спомната во сите медија. Значи од тие пари барем една третина да се користи за откуп на дела или реализација на некој проект на познат уметник, ќе имаме повише интерес него ово што сега што е направено. Мада и ово не е све лошо што е направено, туку значи сегаш може и подобро. Треба да се консултираат значи професионалци, без обзир од која политичка партија наоѓаат, нација, раси, било што, битно е да бидат стручњаци. Ние кога одиме на лекар, бараме спас кај добар лекар, значи не одиме во кој не го прашаме лекарот од која партија е или одиме, значи бараме нашата хигиена, наша здравствена заштита да биде во највисок ниво. И нашата културна заштита треба баш така да се исто како претходно како пример, значи да мора да се стручњаци. И политиката треба да ги затвори очите дека кој е што е, тој што него што нуди како стручњак. Да, мисля, че не ги кажавте сите можни идеи за тоа што би можело да биде. Не, и како. Има и доста луѓе што има доста креативни идеи. Имаме ние прекрасни стручњаци. Само треба да се најде. Ние велиме сме мозаици, има доста добри луѓе кои се како дел од мозаикот, но за жал не може да се склопиме воопште во една целина каде сите ќе имаме интерес, не само индивидуално, туку и колективно. Ни фали често пати свеста на заедништво, на нешто што е наше заедничко. Надвор од куќата забораваме дека патот е наш пат, не е на абстрактен, државата е сме ние, не е некоја абстрактна, културата е наша. Било какво да е, тоа е наше, значи живееме во тој простор, живееме во ова време и треба да го мислиме малку повеќе надвор од нас. Ми се чини дека е одлична основа за дискусијата на 12 декември. Ви благодарам за овој краток разговор.